Ајде, само една голтка, пробај, те молам. Не сакам, оставиме половина час, ме можеш додевна си. Ти си здодевна, ќе видиш каква промена ќе имаш. А ти веќе си пробала, јасно? Еднаш, кога бев дома сама, моите имаа гости, тие си замина и им остана малце водка. Јас едов и пробав неколку голтки. И? Што е? Пробав и се смеев како луда. Ми беше се едно за се. Слушав музика цела ноќ. Памтиш кога дослев на првиот час во вторникот на училиште? Да се сеќавам, беше маморно и заспиваше на часовите, а јас пак мислев си била онлайн цела ноќ. Не беше само поради тоа, се забавував цела ноќ. Фотките ти беа предобри на инста, лајкови, да не ми беше другарка ќе ти завидував. Аха, само ти и Денис пиевте. Сите други ги следаа моите модни комбинации. Посебно машките. Колку само фотки ја пуштив по другарите на Snapchat. А на Милон ми пуштив видео како пушам цигара. Проба. Аха, запалив прв пат. Ама зошто водка, цигари? Не знам. Зошто не ни пушти видео мене на Денис? Зошто Милан? Полесно ми беше нему да му пуштам видео. Тој ти е поблизок од нас. Не, ама пред него можам да глумам, а пред вас не можам да сум неискрена. Да не те гледаме како плачеш кога ти се плаче, да не те гледаме кога си слаба, а мора да си јака. Јас сум жртва. Маскемболот продолжуваше. Сите беа со маски. Само јас ги симнавме, но не се осмеливме да се погледнеме меѓусебно. Не сакавме да се огледаме суровата вистина дека една од нас била жртва. Тогаш ја прашам, зошто кога сме во неволја се оттуѓуваме од тие што не познаваат, а најблиски се со тие што не познаваат. Сите се изненадивме кога наставничката по македонски не го постави прашањето. Колку сте искрени? Кренете рака. Ако сте спремни, кренете рака. За каква искреност? Праша Ана. Таа секогаш прва креваше рака. Дали сме доволно храбри да признаеме кога сме скршени? Сите молча, никој не крена рака. Сите беа совршени, сите глумеа. Се коцкав со себе си, со срцето. Сите мислеа дека сум добро. Имав убави слики, добивав лајкови. А внатре празнина. Колку сме искрени да кренеме рака. Така ќе се вика мојот дневник. Се разочарав што сите водеат воен живот. Сите беа лицемери. Не признаваа кога се тажни. А вистината се насмеав. Не за камерата, туку за себе. Те барав, сакам да те прашам нешто, само да не ми се смееш. Признај, кога сум ти се смејала? Така е. Слушај, не ми е добро. Имам се што сакам, а се чувствувам празно. Што ми е? Не знаев ќе ти одговорев и јас се чувствувам чудно. И не умам да откриам од каде толкава топка рамнодушност што ме мачи секоја вечер пред да заспиам. Мислев ти ќе ми помогнеш. И сега? И сега? Не ме повторувај кога да прашам. Да знаев, ќе ти кажев. Мене беше срам да ти кажам за себе. Сакав да мислиш дека сум совршена. Слушај, не се идеализирај и не идеализирај никого. Ме замислуваш. Туку, ај чао сега. Чекај, слушна што се деси на Инста? Нешто. Испирала дневник од некоја девојче. Каков дневник? Не знам точно, со детали од нејзиниот живот. Не сакам да го читам. И зошто бил објавен? Не знам, ама вистинска драма. Сите читаат и се прашуваат чија. Има име? Не, таен идентитет, непознат автор, непознат испрекач. Така што кажеш дека ништо не се знае, се чита. Да, вистинска бркотница. Сите читаат, не само од нашето училиште, целиот град. Невикот е лична работа, кој би го објавил? Во право си, ама отвори да видиш, ќе се изненадиш. Саша, сакам да те прашам нешто. Ајде, слушам. Ама да бидеш смирена. Аман, кажи, ме правиш нервозна. Твојот дневник. Знаеш дека не сум ти го зела јас, а ти неправедно ме обвини. Никош не те обвиних. Никош не помислив дека ти си мојот крадец. Но само јас ти доаѓав дома, се чувствував како да си ме предала. Не помислив, ми беше тешко што ме одбегнуваш. Се дури што сите само со мене не сакаш. И мене не беше тешко без тебе. Дојдов за твојот дневник. Мислам дека знам кој е крадецот. Кажи. Милан. Сериозна си, ние пишуваме. Тој скрира сервер за мојот ројендан. А си размислила ли зашто го искреирал? Не, никош не помисла дека е тој. Сашенка, не се представуваат сите какви што се. Има меѓу нив и многу лицемери. Милан е твојен играч. Зошто? Машка суета се надпреварувал со тебе во популарност. Не може да си ја поднесе твојата популарност. Кој ќе го знае? Ми кажа неговиот другар, оној со кого што јас пишувам. Му се пофил дека те надитрил. И тоа не е се. Има нов план како да ти наштети. Затоа дојдов. Не можев да те оставам сама. Ти си мојата единствена другарка. И на крајот како и на почетокот.
Кревав рака во училиште, за да прашувам. Кревав рака дома, за да си ја признам равнодушноста. Кревав рака во друштво, за да потврдам дека не сум соучесник на насилство. Кревав рака во себе, за да ја побарам вистината. Кревав рака пред древол, за да се соочам. Кревав рака пред огледало, за да видам колку сум убава. Кревав рака пред лошото, за да почне доброто. Кревав рака пред немирот, за да се појави мирот. Кревав рака пред градотијата, за да се појави убавината. Кревав рака пред бес, за да се бунтувам. И на крајот кревав рака. Колку сте искрени, кренете рака.